што за волја на вистината и оваа власт во Србија ништо не бара од Европска унија. Во моментот ништо специјално не е возбудено. Не ми е гајле за Србија. Јас сакам да се задржиме за тука. Не, аналогија правиме. Малку сум малициозно збориш за србите, ама не ми е тоа предмет на интерес. Аналогија не ми е предмет на интерес. Кај е тука малициозност? Јас зборувам со факти. Значи, еве, сега ќе заврши емисијата, оди уклучи Пинк телевизија, ќе видиш што зборувам. Ја тоа го зборувам што го слушам. Значи, поентата ми е сосема друга. Прво, не мислам и не сакав ни да одам у овој дел што почитуваниот Сотир го вели во смисла на бугарското учество во историјата во Македонија, како се однесувале. Ние имаме не учество, действување. Действување, негативно. Океј. Значи ние имаме практичен проблем. Ние денеска не сме членка на Европска унија, Бугарија е членка на Европска унија. Мастришките критериуми, кога ги спомена, во мастришките критериуми има еден дел вели добрососедски односи. И сега, Бугарија како, затоа ја спомнав пред малку, Бугарија како полноправен член. Бугарија како полноправна членка на Европска унија вели во Брисел, Македонија како наш западен сосед не ги исполнува критериумите во тој дел на добрососедски односи, заради тоа што и они сега си редат своји аргументи. Затоа што би рекол еден амандман од минатата недела, ние сме фалсификували историјата. Со тие аргументи и јас не се согласувам. Меѓутоа ние имаме практичен проблем. Ние не можеме да разбереме дека таа политика што се води во Софија, самиот рече дека се води не 100, 300 години, 500 години се води и Не постоела така. Не, постоела Отоманска империја, постоела бугарска екзархија низ историјата. Па не, 870 ора. Добро де, ама 500 години. Ако не 300, 200, ја не реков, сакам на Бугарија да се насмејам, не на тебе. Не кажав датум за таа работа. Меѓутоа, ние ако се враќаме во историјата, многу пати и тоа го велам, нас историјата и географијата не ни се сојузници како Македонија. Не, ама ние мора да избереме друга димензија. Мора да се навратиме низ историјата. Ева историската комисија. Историјата и географијата не се сојузници на Македонија, на Србија, на овие други на Босна. Друга димензија, човекови права. Ние сме измислени за бугарите, они викаат дека сме најголеми узурпатори. Меѓутоа они се светски признанија. Што ми е гаеле мене тоа? Они се полноправна членка на Европска унија, а ние сакаме да влеземе во Европска унија. Така, значи ние мора, само да докажам јас, извини, уште една-две реченици. Значи, ние мора да ги прифатиме не од Бугарија правилата на игра во Европската унија или да дадеме алтернатива, зборам као држава се, како институции, да кажеме, слушайте луѓе, ние преку оваа линија, Бугарија што бара, или што суптилно бара, утре што ќе побара, како што објаснуваат нашите протагонисти на власта, значи, ние ова не можеме да го исполниме. Тогаш сценариото кој е? Значи, во тој дел треба да има политичка анализа во Македонија и треба да има пакет предлози што треба да правиме на краток, на среден и на долг рок. Значи ние легитимно ние може да кажеме дека извинете, еве, како сега обе ручки и власта и опозицијата прифаќаат предлогот на Мерци на Макрон. Така, зашто? Од тие купување време. Од тие уште 3 до 5 години да се отварање на новиот модул на решавање на прашањето. Не, кластерите повторно ти постојат. За Македонија, еве те уверувам, еве нека се снима емисијата. Кластерите постојат. Уставните измени за нас ќе бидат услов за да влеземе и во тој програм. Значи, знаеш ли кој е прв во Балканот по усогласено со ние. Се сум ти кажал. Во многу работи сме ние први, меѓутоа има една работа. До 76% сме усогласени. Сотир бе, не се разбираме. Ти не ме разбираш. Ти се емотивно кажуваш. Ти се емотивен. Ние можеме да излеземе од студиото и после емотивно да си раскажеме дека стварно трпиме штета, стварно е неправда врз Македонија. Еве јас сега го кажувам тоа. Значи неправда е што се прави врз Македонија. Од 12-та година е неправда врз Македонија, кога турците си отишле 8 до 12 сме спиели и 12 не поделиле. Значи од тогаш е неправдата врз Македонија. Еве јавно го кажувам сето тоа. Но кој ни е крив? Значи ние сме немале ситуација, сме немале луѓе, сме немале национална свест, како вели Љупчо Ѓоргиевски 905-та 23 мај, нели, властите го слават како национален ден на властите. Знаете што е тоа? Еве да го парафразирам сега Љупчо, иначе си го знам празникот. Значи, 23 мај 905 година е празник кога властите претходно побарале од султанот да издаде ираде, тоа е стейтмент, како викаме, соопштение,
одлука на султанот дека ги признава за народ и им дал богослужба, школи, да учат, културолошки да се развиваат. А македонците не побарале? Сега, ово се зборови на Љупчо Ѓоргиевски. Вика, што праве? Пазете, Љупчо Ѓоргиевски е еден од премиерите на Македонија и е во континуитетот на ВМРО ДПМН. Од Ванчо Михајлов навака. Ја не гледам дека сегашниот председател на ВМРО ДПМН го напуштил континуитетот. Зошто од Ванчо Михајлов? Така велат во ВМРО ДПМН, дека од Ванчо Михајлов. Само се докажам, сега не ме дефокусирај. Не, од создавање на ВМРО. Океј, од создавање. Значи, што се правело тогаш? Значи, се можело да се побара од султанот во рамките на Отоманска империја, да се даде и така натаму. Океј, имало револуционерна борба, и тоа е легитимно, па се правеле востанија претходно во 903 и така натаму, и други востанија низ историјата, историчарите тоа добро го знаат. И тоа потоа доаѓа 12-та година. Оваа територија што денеска е национална држава на македонците, повторувам, национална држава на македонците, македонците постојат со идентитет, култура, јазик и се. Оваа држава од 12-та година до 43-та година била бановина. Така? Била бановина. И тоа е факт. Можеме ние тој факт да го направиме. Не била? Па не верувам дека била под окупација, ако била во составот на кралството на србите, хрватите и сигурно словенците. не прашале дали сакаме. Сега прашањето е какви отпори ние сме имале до 43-та година. Можеме да набројуваме тука сега отпори. Сега да не навлегуваме многу длабоко таа работа. Не, јас кажувам И ги побркал учењата. Не ги побркал. Површно ви кажувам сега. Ние доаѓаме до 43-та година. Јајце, сето тоа што се случува. 45-та заседание на АСНОМ. И идеме наваму. Во протокол 2. Сега, кога веќе ја отвараме таа тема. Збориме за овој со Генчевска, за тој протокол 2. Да, овој протокол 2. Таму стои да се отворат архивите на УДБА од 45-та до 90-та година. И никој во Македонија, од овие што се појавуваат по телевизија, ја прв пат вечерва зборувам на таа тема, никој во Македонија, например, сите ја чепкаат историската комисија во протокол 2, назначена. Никој не го отвара тоа прашање. Ајде, можно ли е, например, еве сега гласно прашувам, можно ли е причината за оваа укопаност на нашата страна, визави потезите што треба да ги направиме во блиската перспектива, да вклучува отварањето на архивите. Дали некој се плаши од отварањето, извини се Сотире. Дали некој се плаши од отварањето на архивите од 45-та до 90-та година? Зашо би се плашал? Делумно се отворени. Немам да видим. Не следиш зиков. Делумно се украдени, делумно се отворени. Делумно актери политички си ги извлекуваат своите досија. Делумно се работени со комисија за илустрација. Не работевме во Белград. Не работевме како што треба. Пак ги баравме, не ни ги даваме. Пак одеш на бугарската страна. Прво вака сега. Ајде на бугарската страна и еднологицирање. Премногу тешка квалификација даваш за мојот став. Вечерва не ми даде уста да отворам. Не, ја не одам на бугарската страна. Ја кажувам што е фактичка состојба на теренот. Ако не сакате да биде тоа фактичка состојба, тогаш македонската држава, уште ова реченица завршувам. Ако не сакаме ова да биде фактичката состојба во која сме најдени, тогаш владата треба да излезе и да рече го поништуваме договорот. Тоа што е тоа? Рамката со Европска унија ја поништуваме и ќе ја репреговараме поново. Мене ако ме прашаш треба Европската унија си ја поништи бидејќи самата таа е спорна. Рамка европското право. Ова се квалификација. Ама кажи си го ставот сега. Без квалификација. Без премногу емоции, ве молам. Значи сега ама ги емоции, кај мене нема емоции вечер. Па не провоцирај сега. Ја ме разочара, и ти ме разочара. Ама и ти ме разочара како? Па јас сакам некого да разочарам. И ќе тврдам мојот став. Ја не сакам никого да разочарам. Ја мислам дека мојот став е многу јасен, многу сигурен. Ма ја не го квалифицирав твојот став. Ама го сослушав. Ако еве, ја ќе бидам среќен да сум те разочара. Не сваќаш. Не ме сваќаш. Само да поентирате што е. Ама одговарам. Значи вака сега. Имаме 27 држави на Европска унија. 26 држави ниту ни негират ништо од А до Ш, ништо, ама буквално ништо, само една држава тоа не го негира. 26 држави немаат проблем со нас.
Значи, пак те упатувам, треба во Брисел да гледаме, треба таму да го бараме решението, не во тие на крајот, не знам од кои причини што ги спомна, некои си досиеа, кои јас сум ги проучувал и не се така како што кажуваат бугарите, да ти кажа. Не е бугарите, бе, тоа е договорено. Тоа се досиеа на југословенските служби, што ги правеле на дел од националната линија на македонски револуционери, дејци, учесници на НОП и пост-НОП, и револуционери и државници. Цела таа линија национална е узурпирана, има многу ови книги напишани за тоа. Има Гоце Ристевски е новина, прекрасна книга има напишано за тоа и многу други. Цела таа линија е или затварана во македонските казамати, или испраќана на Голиот оток. А сите се прогласувани како по терка, како под индиго матрица Ванчо Михајловисти и елементи противници на државата си СФРЈ. Да знаеш, тоа со бугарската држава нема појма. Јас ти го тврдам тоа, ќе дојде ден, ако здравието мене ме служи, ти си помлад, ќе седниме јас и ти на маса, ќе ти покажам, не си во тек, архивот објави такви, па сигурно едно 70 такви досија. Ја би сакала да го привршиме овој дел од емисијата, бидејќи многу се задржавме. Да, не, чисто само сакам како да се не останало вакаво сеќавање. Соговорникот мој се возбуди, мене ми префрла, јас сум се возбудил. Ја вечерова ќе молчам, ајде, во интерес на европските. Сега јас ако да се обидам да толкувам, вие сакате да кажете никој во Македонија не се борил за обединување со Бугарија, напротив. Јас се сеќавам вака. Не сакав тоа да кажам и сега продолжи. Добро. Како беше во Втората светска војна, македонските партизани пеа македонско име, нема да загине, така да мислам поинтата е многу јасна. Мене една работа. Кој зашто се борел? Понекогаш ми е и комична. Во Македонија за овие 3 годинава славиме 35 години независна Македонија. Овде сите имаме долго памтење, претпоставувам, така? Значи, вечера ти не ми покажа дека имаш долго памтење. Извини, ево љути се колку сакаш. 90-те години оваа политика ВМРО денеска, денешното ВМРО што ја води, ја водеше СДСМ. И не знам што се не направија во 90-те години. Ги етикетира ВМРО, нели, СДСМ од позиција на власт до 98-ма, ги етикетира како бугараши, бугарофили, не знам што ти реков, рече ЕМПО, се сеќавате едни контакти што имаше со ЕМПО, ги толку е проблем во Македонија да се прават пропаганди, сте биле вакви. Ние добро знаеме кои сме за 35 години, двете, ама не зборам за тоа, тамам работа. Македонците знаат кои се, народов, граѓаните, знаеме, ние знаеме кои сме денеска овде, што живееме. Не треба на нас ова да ни биде ти преска го спомна, јас се наежувам од терминот македонското прашање. Абе не постои македонско прашање. Па постои. Па како не постои, се што е ова? Македонското прашање е решено одамна. Не е решено. Во 912 или не, 91 е решено македонското прашање. 45-та е решено. Државата направена. Значи, ама и прашање има народ. Самостојно независна држава Република Македонија. И оваа преамбула на уставот, погледни ја, ќе видиш дека е решено. Значи, зошто чепкаме во нешто? Мене подрга ми е првата преамбула. Океј, и мене со тебе. Да. Значи, поентата ми е, значи, зошто ние чепкаме во тие прашања кога ние пред нас имаме 5 планини, визија што треба да ја погледнеме напред. Збориме за Брисел. Значи, а ти за бугарите ме тераш цела вечер. Не збориме, прашањето беше тоа. Ја ги абсолвирам бугарите. Не е така. Во ова студио бугарин се извини за работиве што не ги правиле, прекрасен дечко, и ја завршив тогаш да ти кажам. Добро, Сотир, во ред. Ја завршив тогаш. Сега ти си укопан у тој ров, јас сум у друг ров. Да не спада дека никој има нешто против бугарите, ние се зборуваме за политики. Да, јас само би сакала малку да ја заокружам оваа дискусија, бидејќи господинот Костов постојано вели Брисел, да, вели Радев дека сега нас адресата ни е Брисел. Активот ни упатува на Брисел, не на Софија. Да, но има една дилема сега. Ја меѓу редови читам. Да, ако сака, рековте во 912 се собрале газдите на Европа, па ја делеле Македонија, никако чудни ми се ситуацииве, па сега испаѓа дека не, ама и ја поделиле. Да, не, а зошто сега цел Балкан да не го внесат во Европска унија? Еве ти го одговорот. Апропо тоа ми е мене, прашањето ми е не знам дали воопшто според европското законодавство или европското право
имаат било кој и дали воопшто може да биде во преговарачката рамка да се бара во една суверена држава да го смени уставот. Ова е менување на устав под услов или притисок. Сепак да отвориме дилемата, затоа што некои работи мора да се расчистат. Можат ли двојца подписници, случајно или не, министри за надворешни работи на Бугарија и Македонија да менуваат договор? Може да одговорам. Не ми беше поинтата тоа. Дали јас сакам да се задржам на европското право. Може да одговорам. Да, Брисел бидејќи постојано зборува за реформи, за правда, па еве и ние бараме. Ова е истата реторика што ја водевме и во периодот кога имавме проблем со Грција. Значи, исто така, и тогаш, јас сум пишувал текстови за тоа, дека нема никој право да ни го менува името, значи во тоа. И пак ќе кажам овде, како што ќе каже некој добро начитан протагонист на ВМРО ДПМН, например, вечерва да е тука, и ќе кажам дека и Хашкиот суд пресуди на наша страна, дека имаме право да си го задржиме името, така? Тоа. Меѓутоа, реал политика е во прашање. Јас трети пат вечерва ќе кажам. И тогаш сме имале право да не го смениме името, и денеска имаме право да не го промениме. Ако сакаат толку многу да го примат Западен Балкан и нас можат болесно да го направат тоа. И денеска имаме право да не го менуваме уставот. Тоа е наше право е тоа. Значи ние не мораме, како што и не го менуваме. Како што гледаме. Значи, под диктат нема да го смениме. Да, под наши услови ќе го смениме. Супер. Значи, еве ваква е ситуацијата. Се работи на тоа, бе. Ние имаме, ја не гледам дека сме се откажале од стратешката определба да влеземе во Европска унија. Па тоа е најбитното. Не е, види, тоа е најбитно, меѓутоа сега да не правиме приказки за мали деца. Ја можам да напишам стратешка определба на Марс да се качам, а никогаш македонец нема да се качи сам со свој вселенски брод. Брисел не е Марс. Значи, еве го каде е Брисел. Не, работата е да работиш за таа тема, а не да ја збориш. Што работи Мицковски, што работи Муцунски, што работи Силјановска Давкова овие 2 години? Сакаш да ти ги кажам бројот на средби со светски лидери? Сакаш да ти ги кажам колку стратешки договори се направени? Сакаш да ти ги кажам колку инвестиции се влезени за период за 12 години? Сакаш да ти кажам колку проекти се почнати? Сакаш инфраструктурни, сакаш финансиски? Еве ти ја позитивната парадигма која не приближува до Брисел. Дали не ставија на прво место Париша? Не мој. Слушаме, добивме од и Црна Гора и Албанија поголем процент на пари за остварени реформи. А знаеш кој нас кај вела дека не се завршени реформите и се никаде? Само Филипчи и неговата фела. Не сакам таму да те ставам. Значи фактите зборат во наша корис. Затоа ние сега настрана ќе ја ставиме блокадата од Бугарија, ние кон мокниот центар, ќе се или триаголникот ако сакате, Брисел, Бон, Париз, со респект кон Рим, Мадрид и така натаму, ќе се свртиме и конечно ќе дојдеме до целта, а целта е прво лобито во Европска унија, довршување, тоа е отварање, што би рекол ти, на кластерите, довршување на таа работа, и ете ти Европска унија. Нема да биде лесно, нема да биде преку ноќ. Видиме тоа, политичарите нели рековме консензус треба да... Бугарија па Бугарија, уставот па уставот. Умирената тема на Зиков, Чебренигалиште, последната информација од премиерот е дека треба смогнеме сили сами да ја направиме. Искрено таков беше ставот на експертската јавност дека ова значајна инвестиција што е стратешка за Македонија, особено што се работи за воден ресурс, треба да остане во наша. Значи два проекта што сакам да ги поддржам на отворена сцена е определбата на владата Чебренигалиште да го градат македонски компании и клиничката болница, проектот за клиничка болница што е поставен овде. Значи рационален проект, ако успеат да го направат тоа, секоја чест, значи како велат поддршка. Што се однесува до Чебренигалиште. Лично 25 години во Капитал пишуваме дека Чебренигалиште треба да се направи, а што треба да се направи сме биле протагонисти и многу сум среќен заради тоа што дојде денот да го слушнам тоа од една владина структура. Не е битно која е, еве во случајот е сега владата на ВМРО ДПМН. Премиерот Христијан Мицкоски. Океј, владата на ВМРО ДПМН, премиерот Христијан Мицкоски. До вчера им го дававме на грците. Не, сега ќе ти кажам, да, им го дававме, меѓутоа тоа сега сакав да го речам. Значи, колку време ние изгубивме. Значи, цела емисија, во суштина јас зборувам за тоа. За таа рамка на наша спорост, заспаност,
многу пати калкулантство и така натаму на разни влади и така натаму. Знаете ли колку тендери имало за чебрени галишта до сега? 14 тендери имало за чебрени галиште. Можеме ли реално сами да ја направиме инвестицијата? Сега ќе ви кажам. Прво да кажам за овие за тендери. Значи 14 тендери во кои имало се и се што. Јас сум се изнаслушал се и се што, заради тоа што со мене седеле амбасадори, протагонисти на нивни компании што сакале да инвестираат во чебрен галиште. Една од нив е на пример една висока германска компанија. Значи амбасадор на една странска држава ми вели не може да успее тендерот заради тоа што има корупција. Ја ви зборувам за ситуации пред владата на СДСМ, во една друга влада на ВМРО ДПМН. Значи, 14 тендери. Колку време е изгубено за да ние денеска сватиме дека ние треба да го правиме? Можеме да го правиме. Значи, касно сме се. 1,5 милиарда. Денеска слушнав дека ќе се прави синдикат на меѓународни банки што ќе дадат кредит. Супер, одлично, за тоа треба да се задолжиме. За тоа треба да се задолжиме. Нема некој што ќе каже лошо, треба да е тенденциозен да го каже тоа. 7-8 компании градежни има во Македонија кои може да го истераат тој проект. Можеме ли тоа? Може како конзорциум, може да се направи. Па тоа го прави. Зошто ние би се мислиле дали ние имаме сили тоа да го направиме? Пак ќе ја споменам Србија. Дилемата ми е затоа што Зиков, видовме странски компании градат патишта, кинески, Бехтел, Ленка, зошто сами нашите фирми не градат? Заради тоа што доаѓале странските компании во Македонија, седнувале, нуделе тоа што нуделе и некој си седнал и се договарал. Ние и патиштата... Дали се нашите компании способни? Тоа не прашање, можат ли да ги изградат? Па еве ќе ви кажам со пример. Градежната компанија Гранит, на пример, или Бетон, ако сакате, граделе во цел свет. Прашањето ми зошто сме ги оцениле па на крајот. Автопатишта граделе во Украина, во Босна и Херцеговина, Гранит. Да. Бетон градел низ Блискиот исток секаде. Оди во Африка. Значи, во Африка. Значи, ние имаме, прво имаме традиција, второ имаме колективна меморија на народ, трето имаме софтвер за таа работа. Кај нас има се уште живи инженери за таа работа. Да. Имаме млади луѓе, имаме силен градежен факултет. На крајот на денот, на овие проекти на Бехтел и Енка, на кинезите, работат нашите фирми, како подизведувачи. Да. Значи, тие работат. Не носат сега они, не знам од каде работници, носат, не дека не. Меѓутоа, тоа е друга структура на работници. Значи, зошто сме имале потреба од... Па не, треба. Сега, знаете што е дилемата кај мене? Дали ова определба на владата е реална сега, дали навистина така се мисли? Дали ќе го направи или нема да го направи? Премиерот така и најави во кампањата дека сами ќе го правиме. Многу работи се најавени во Македонија за 35 години, да видиме, кога ќе видам камен темелник, како што најавуваат премиерот денеска го слушам дека има услови до година, не знам како, сето тоа, значи за камен темелник, тогаш ќе збориме, кога ќе тргне работата, кога ќе го видам кредитот од 1,5 милиарда, кога ќе видам конзорциум од домашни фирми, претпоставам конзорциум ќе биде, нема да биде една фирма. Кога ќе се направи сето тоа, на Македонија тој проект е многу важен проект, можеби не енергетски толку за струја, колку што е балансирање на енергија, воден потенцијал, питка вода, туризам, век за борба за вода, така беше. Значи, Македонија е земја која спие на вода. Ние имаме многу вода во Македонија. И треба паметно да го искористиме. И таа вода треба да се искористи и да се работи. Такви проекти, како што и клиничката болница, идејата кај да се прави, и идејата за поврзување со болницата 8 септември со Румунска. Значи, па тука да не забораваме, тука е нели тој 5 центарот, па имаме приватна болница во средина кај што може во системот на осигурување да се вклучи, па имаме и на оваа страна уште една приватна болница. Значи, сето тоа може да се стави во систем и тоа е реформа во здравство. Само една минутка за господин Костов, ќе мораме да завршиме. Да. Во интерес на сеопштиот консензус, јас ова пенкало го подпишувам меморандумот на мојот драг соговорник и се согласувам се, значи можеме. Треба да веруваме во нас. И треба некој пат, не секој пат да гледаме негативно кон политичарите. Еве ги некои сознаваат, а овие три проекти што ги спомна се во оние 6 милиарди од британскиот и не само од нив, има и други. Значи ја го подпишав протоколот од. Да, ви благодарам, баш ме драго на крајот што еве, за нешто сепак се усогласивте. Почитувани, ви благодарам што не следите. Вечерва беа Сотир Костов и Лјупчо Зиков. Останете со каналот.